промовирани 110 тома од грандиозниот проект посветен на континуитетот и на дострелите на македонската книжевност. Во организација на Друштвото на писателите на Македонија и Министерството за култура, во Тетово се собраа најеминентните книжевни имиња од земјата, дарувајќи неповторливи мигови за толкување на пораките од кириличните мозаици на македонското литературно творештво. Реализацијата на проектот 130 тома македонска книжевност според најавите на Министерката за култура Елизавета Канчевска-Милевска се одвива според предвиденото, а до крајот на месецот се планира за окружување на целиот проект со издавање на дополнителните 20 книжевни изданија. Појавувањето на едицијата македонска книжевност во годината на македонскиот јазик има и символично и суштинско значење. Во овој процес на глобализација, нашите најсилни аргументи во наложувањето на идентитетот се јазикот и литературата. Преку нив денеска му пркосиме на времето, изложувајќи го милениумското цивилизацијско наследство на нашава почва на видело. Целта на овој зафат, прв од ваков вид и со олкав обем, чии интерактивни покровители се владата и Министерството за култура, е да се прикаже богатата и слоевита слика на високите и неоспорни македонски книжевни вредности. И денеска, како и на почетокот на реализацијата на овој капитален проект, со полно право и со неискрена гордост можам да кажам дека испишуваме нова страница на македонската културна читанка, која е очигледно во која се одразуваат нашата свест, култура и традиција. Овој грандиозен зафат прв од ваков вид во домашната издавачка практика им даде рамноправен третман на помладите автори со втемелувачите на македонскиот литературен збор. Председателот на Друштвото на писатели на Македонија Раде Силјан цени дека токму високите уметнички дострели во Европа и светот е знак за наше припознавање како народ со длабоки духовни и национални корени. Богатството создавано од нашите писатели денес веќе е предмет на сестрани проучувања од страна на македонските институти, а во повеќе славистички центри македонската литература представува интерес на познати и признати слависти. Со панорамското публикување на делата на македонските писатели од сите генерации се нуди широка слика за нашата литературна реалност во сите жанрови. Тоа е добар ичекор кој се надеваме дека ќе придонесе во догледно време за вистинска синтеза и за расчленување на највредните творечки пројави, процеси, дела и личности во целокупната наша литература, но и првичен обид за стандардизирање на македонската книжевност. За остварување на оваа висока цел, која е подложна и на одредени субјективни и објективни грешки и пропусти, беа ангажирани истакнати македонски писатели, критичари, научници и академици, кои ја обликуваа сликата за нашето творештво, почнувајќи од делото на Свети Климент Охридски, преку просветителите и природбениците, устното творештво, творештвото во Илинденскиот период, меѓу двете светски војни, се до забрзаниот тек на современата македонска литература, во нејзиниот регуларен развој од ослободувањето па се до денешни дни, односно се до најмладата генерација македонски писатели. На промоцијата денес можеше да се слушне дел од творештвото на најеминентните автори на македонското литературно творештво, преку личната презентација на Гане Тодоровски, Паскал Килевски, Тодор Чаловски, Светлана Христова Јоцич и други. Маурово, езеро, зима, снегопад. Споменот како снеголка врз лице ми се лепи. Беле и го снемува и се расонувам вјат. Мисла ме жегнува, ај сега оди па не пи. И нежно, мало се лебаве дете пеленаче, го гледам, го долям, на раце мишам зборови, награди, ем ги мишам, ем ми пеам. За реализација на овој капитален проект за македонската литература и култура, владата од буџетот издвои 24 милиони денари, воредни средства од програмата за тековната издавачка година. Министерката за култура го пренесе ставот на владата за значењето на проектот, како важна инвестиција во настојувањето да се одржи чекор со развиените култури во Европа и светот. Во процесот на глобализација, наш најсилен аргумент е секако идентитетот и јазикот, и затоа вложуваме големи напори во оваа насока. Годинава се утврдуваат вредностите на македонската литература, а од наредната како самосвесна култура за сопствените вредности ќе се насочува кон светот.
Од Министерството за култура најавуваат нов проект за објавување антологии на македонскиот роман, македонската поезија и на македонскиот расказ на англиски јазик, како комплетен приказ и афирмација на она што се создава кај нас во книжевноста и во сите останати области на уметност и културата воопшто.